Ресен е уште една станица на карванот на ВМРО ДПМНЕ во серијата средби под мотото Обнова на Македонија. Зборно место беше плоштадот Цар Самуил. На двата штанда младите од партијата ги пречекуваа граѓаните кои имаа можност писмено да ги соопштат проблемите што ги мачат. Проблемот кај нас во Јанковец, водата, не идат ни поправка да ни направат, например, од Пролетер. Преспа се соочува одамна со јаболкото, пласманот на јаболкото, конзумното јаболко, па и индустријското јаболко. Луѓето млади се, имат се ангажирани за јаболката, кои сакаат да останат тука, а да работат, а не може да добијат пари. Во ваква атмосфера надополнета со македонска инструментална музика во центарот на Ресен, пристигна и лидерот на партијата, Христијан Мицкоски. Речиси половина од својот говор тој го посвети на економијата, но и на потребата за враќање на македонизмот, за потоа да побара поддршка од сите етнички заедници. Албанската, турската, ромската, бошњачката, српската, влашката, сите останати. Вие сте наши соседи, пријатели, браќа, сестри. Поддржете го ВМРО ДПМН и поддржете ги сите оние кои што нудат развој, родолюбие, базирано на вистинска основа. Осврнувајќи се на грешките на ВМРО ДПМН од минатото, Мицкоски побара прошка од граѓаните, а ја критикуваше и актуелната власт. Го прашавме дали обнова на Македонија е кампања пред кампања за избори. Јас сум свесен дека сте навикнати на кампански средби со граѓаните, но ние се трудиме како Народна партија да бидеме целото наше време заедно со граѓаните, да разговараме очи во очи, да можеме да ги слушнеме нивните проблеми, да ги слушнеме нивните маки, се разбира понатаму тие проблеми, тие маки да ги преточиме во одговори и решенија во нашите политики. Делот од таквите редовни теренски активности на ВМРО ДПМН се и овие кои што ги опфаќа обновата за Македонија, потоа ќе има некои други теренски активности така натаму. Се надевам дека што поскоро ќе имаме и кампања за едни предвремени парламентарни избори, каде што ќе можеме исто така да разговараме и за политиките кои што се резултат на сите овие наши теренски активности и средби со граѓаните. А дали и кога би се одржале предвремени избори, Мицкоски е свесен дека нема доволно гласови во парламентот за сам да реши за тоа. ВМРО ДПМН е подготвена веднаш да има предвремени парламентарни избори, тоа сме го повториле многу пати во минатото, но очигледно дека тој кој што вели дека блеска, практично се плаши и моли Бога да нема предвремени парламентарни избори, за да може уште некој месец да ја продолжи својата политичка кариера, да може Рами Луко да потрае уште некој месец, се разбира, и тој во овој момент гледаме дека бега од избори за да не биде поразен онака како што навистина ќе биде поразен од страна на граѓаните. Така што не само што мислам туку како што кажав, јас сум убеден дека ВМРО ДПМН ќе биде убедлив победник на предвремените парламентарни избори. Мицкоски од Ресен порача дека ќе ги употреби сите демократски средства за да стигне до 61 глас за самораспуштање на собранието и што поскоро организирање избори. Во меѓувреме, ќе ја продолжи турнејата за обнова на Македонија.